Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Да ни ви благодарам за вниманието. Председателот на Уставниот суд утро одржа брифинг со детали за подготвителната седница за Законот за јазиците, која Уставен ќе ја одржи следниот четврток. Деталите ги дознаваме од колешката Ивана Соколович-Најдова, ја вклучуваме во живо во овие вести. Ивана, каков е планот за во четврток и кој се ќе присуствува на оваа седница? Да, Деспина, првиот човек на Уставниот суд Дарко Костадиновски пред малку одржа брифинг со новинарите за подготвителната седница која што е закажана за 20 марта се однесува на Законот за јазиците. Веќе го има првичниот список на оние експерти кои што ќе бидат присутни во Уставниот суд и кои ќе дадат свое мислење околу Законот за јазиците. Потврдено и присуството на подпредседателот на Венецијанската комисија Мартин Кујер, кој што ќе го образложи практично пријателското мислење до предуставните суди и ставот на Венецијанската комисија околу целото законско решение. Потврдено и присуството на Артурс Кучс, судија во Европскиот суд за човекови права, кој што треба да даде и свој осврт за случаи по кои што веќе расправал Европскиот суд за човекови права, кои што имаат слична тематика. Според оној список веќе се познати дел од имињата на македонските експерти, професори, поранешни актуелни суди кои што ќе бидат дел од оваа подготвителна седница. До сега потврдено е присуството на 13 правници и експерти, како што кажав, од оваа материја. Од оние имиња кои што Костадиновски ги потврди, тука ќе бидат поранешната судика Цаца Николовска, првите луѓе на кривичниот суд на апелација Битола. Тука ќе бидат и професорите Борче Давидковски, Прешова, Денис Прешова и голем дел и од универзитетите во Гостивар и Тетово, па од тука и произлезе прашањето до Костадиновски со оглед на тоа дека веќе се познати имињата на дел од оние поканети експерти. Со односот е 7:6 албански експерти повеќе кои што ќе присуствуваат на оваа подготвителна седница. Дали очекува да преовладаат мислењата дека законското решение за законот практично за јазиците може да добие онако од таква нота дека тој е исправен и нема потреба од постапување по уставноста на законското решение. Тој вели дека експертите не се канети по етничка основа, туку како креатори, дел од нив како креатори на самиот устав, дел учесници и во потпишувањето на Охридскиот договор, но и стручњаци кои што ќе дадат свој осврт на уставноста на се ова што е предмет на расправа. Според оние познати нешта ќе се разговара по 6 спорени одредби од законското решение за јазиците, по поднесени 12 иницијативи до Уставниот суд, меѓутоа Костадиновски не сакаше да открие што е точно оспорено од законот за јазиците. Како што кажав, познати се веќе имињата, се подготвуваат за оваа прва јавна седница која што ќе се расправа за материјалниот дел на законот за јазиците, односно за уставноста на содржината на самиот закон, бидејќи претходно во 2021 година се расправаше или имаше подготвителна седница за указот со кој што беше прогласен овој закон. Сепак по завршувањето на оваа седница ќе се носи заедничко решение по одржаните две подготвителни седници. Според оние рокови кои што ги даде Костадиновски, тој оптимист дека постапката ќе се заврши брзо и уставните суди ќе носат конечна одлука најдоцна мај или јуни годинава, иако нели оној рок кој што го има судијата известител од 6 месеци да го подготви новиот реферат по оние слушнати ставови на експертите кои што ќе бидат присутни во Скопје. Сепак Костадиновски не исклучува можности за голем број на тензии, би рекла, пред Уставниот суд, иако тој вели дека за сега нема такви најави. Сепак имаат испратено допис до МВР во кој што известуваат за гостите кои што ќе бидат присутни тука и дека доколку полицијата цени дека има потреба да се вклучат поголем број на безбедносни сили овде околу Уставниот суд. Ивана, токму во оваа насока утро во ДУИ пристигна едно ново предупредување до институциите во кое се закануваат практично и со политичка криза ако се оценува уставноста на законот за јазиците. Што велат од партијата на Ахмети и дали на оваа тема имаме став и од Уставниот суд?
Да, Деспина, на 4 години од подпишувањето, донесувањето на законот за езиците, дуи повторно го впери прстот кон институциите, велејќи дека ова, доколку се донесе било каква одлука од Уставниот суд, дека тоа ќе значи упат во поредокот на државата, но и рушење на Охридскиот договор. Во оној допис кој што го испратија до медиумите, од дуи велаа дека сметаа дека ова политички мотивирана интервенција е насочена не е насочена кон правда и институционален поредок, туку отварање на старите рани од минатото. Велат дека секој обид за оспорување на законот за употреба на јазиците значи оспорување на Охридскиот договор и уставниот поредок на Македонија. Им упатуваме апел на сите државни институции меѓународни кои што ќе дозволат да не дозволат државата да се лизне во патот на ревизионизмот, кој може да биде кој може да биде и да значи политичка и институционална криза во непредвидени последици. Значи, до денеска повторно се заканува со криза, доколку уставните суди донесат било каква одлука во однос на законот за употребата на јазиците. Го прашавме и првиот човек на Уставниот суд, Дарко Костадиновски, што мисли за ваквите закани кои што стигнуваат од Демократската унија за интеграција. Вели дека ова е политичко дивјаштво практично на политичките чинители. Вели дека шаторите не ги поколебале да одлучуваат по ваквите иницијативи кои што се стигнати пред Уставниот суд, но им апелираше да не ги користат овие иницијативи за добивање на политички поени кај граѓаните, а им порачи на граѓаните да не дозволат да бидат практично манипулирани од политичката елита. Деспина, ова се накратко, значи, оние сите клучни забелешки кои што ги изнесе Костадиновски во однос на подготвителната седница за 20 март. Познати се дел од учесниците, ги слушнавме реакциите и нивните очекувања дека конечната одлука може да се очекува најдоцна до јуни. Ивана, сте благодарам за сите овие информации, секако детален извештај пренесувам и во вестите во 16 часот. А утрово реагира и од коалицијата Вреди, од каде вела дека повикот за бојкот на изборите го покажува стравот на Дуи од пораз. Deklaratat e kreut të BDI se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje lokale kanë të bëjnë vetëm me faktin se ai e di që për herë të parë nuk do të mund të manipulojë zgjedhjet. Nuk mund më të blej vota dhe nuk mund t'i kërcënojë më qytetarët. Ndërsa pa këto mjete, ai nuk dëshiron të hyjë fare në garë zgjedhore, sepse e di që ashtu e pret humbja. Në fakt, një BDI e re pa njollët e së kaluarës është e mirëpritur në këtë garë zgjedhore. Sa më shpejt të ndodhë ky reformim, aq më mirë për demokracinë dhe për shqiptarët, por edhe për vetë BDI. Nuk ka demokraci të vërtet pa garë të ndershme dhe nuk ka garë të ndershme me Ali Ahmeti në krye të BDI-s. Се уште нема одговор дали кривичниот совет ќе го прифати барањето мерката куќен притвор за бизнесменот Асмир Јаковски да се замени со ефективен притвор. Оваа мерка вчера беше обжалена од страна на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, откако со образложение дека Јаковски имал 4 деца, нарушено здравје и силни врски со државата, судија на претходна постапка му определи мерка куќен притвор. Ваква мерка доби само Јаковски, кој е син на актуелен пратеник на Дуи. Осомничени се уште 13 лица за злоупотреба на околу 170 милиони евра државни пари за набавка на канцероген мазот со кој го загадувале воздухот. На тројца судот им определи ефективен притвор во Шутка, меѓу кои бизнесменот Радко Капушевски, додека на останатите 7 мина им се одземени пасошите. Екс-директорот на ЕСАМА Васко Ковачевски, кој покрај овој предмет е осумничен и во предметот адитив, е се уште во бегство повеќе месеци. Покрај злоупотреба на службената положба и перење пари, истрагата треба да покаже дали осумничените ќе одговараат и за екоцид, едно од најтешките кривични дела во кривичниот законник, за која максималната казна е доживотен затвор. Во време на СДС и Дуи, Пуцко Петрол успева за една година да го зголеми приходот за 40%, велат утрово од ВМРО ДПМН. Потенцираат дека дојде време да се одговара за ваквите бизнеси на грбот на народот. Според јавно достапни информации, компанијата Пуцко Петрол со години наназад набавува различни производи како мазот, нафта, за многу градинки, училишта, болници, како и за различни државни институции.
Најголемиот скок на имотот на Пуцко Петрово е во период на владење на Зоран Заев со влада во која министер за здравство е Венко Филипче. Или тоа е влада на ДУИ со малцински партнер СДС. Токму во тој период, според јавно достапни информации, Пуцко Петрово во 2021 година имало вкупно приходи од 48 милиони и 133 евра, што е за 40% повеќе во однос на 2020 година. Овој процес започнува во 2018 година или по неполна година од заедничко владење на СДС и ДУИ. Па така само за еден месец, поточно декември 2018 година, Пуцко Петрово добива тендери во вредност од околу 3,2 милиони евра, од кои 2,8 милиони евра е оној за Македонски железници транспорт, предпријатие кое што важи за најдолжно и кое едвај заживува. Ако само за еден месец, во период на владењето на Заев и Филипче, Пуцко Петрово добива тендери поголеми за 3 милиони евра, можете да замислите колку добивала за една година. Од СДС пак бараат одговорност за скандалите кои партијата ги објавува изминатите денови за фирми кои имаат добиено милионски тендери. СДС објави документи и факти дека една фирма преку неколку општини и институции во последните 3 години има добиено тендери вредни над 4,5 милиони евра. Претходно објавивме документи и факти за друга фирма омилена на власта која во 4 години добива 50 на тендери вредни 10 милиони евра. Речиси сите од општини под контрола на ДПМН. Како е можно едни исти фирми да бидат победници на толку многу тендери во општини и институции кои ги води ДПМН? СДС бара итна реакција од надлежните органи, јавното обвинителство мора да постапи, а јавноста да добие одговори кој профитира од овие сомнителни тендери, прашуваат утрово од опозицијската СДС. И да се зголеми минималецот во Македонија, тој пак ќе остане најнизок во регионот, вели првиот човек на Сојузот на синдикати, кој денес одржа заедничка пресконференција со повеќе синдикати од регионот. И ние како Македонија што поскоро треба да го фатиме чекорот со зголемувањето на минималната плата најблиску до минималната плата која е во регионот, за да не се доведеме во ситуација нашите работници да заминат во Србија, во Црна Гора, во Словенија, во Хрватска, во Босна и Херцеговина да работат и да заработуваат, а тоа не би сакале да биде случај. Кога зборуваме за адекватност на минималната плата, треба да земеме предвид куповната моќ, треба да земеме предвид инфлацијата, треба да земеме предвид трошоците за живот, треба да земеме предвид сиромаштијата кај луѓе кои што веќе работат, а сепак се сиромашни. Треба да земеме предвид и родовиот јаз во платите и треба да обезбедиме систем како се утврдува минималната плата кој што одговара на сите овие предизвици. Истовремено, директивата за минимална плата јасно вели дека сите земји мора да достигнат 80% опфат со колективно преговарање. Значи треба да имаме колективни договори во сите сектори. 27 земји членки се обврзани да ја спроведат таа директива, да ги следат тие правила. Знам дека тоа не е обврзувачки за Северна Македонија или за земјите надвор од ЕУ, меѓутоа ние се надеваме дека и тие земји ќе ги следат тие правила. Трендафилов работи на штета на работниците, ги користи за своји лични интереси и да одработува за СДС, посочуваат од ВМРО ДПМН. Неговите илузорни барања, кои не се подкрепени со анализи и се неаргументирани, туку се воедначени со барањата на СДС, се далеко од реалноста и затоа Трендафилов продолжува да ги пренесува интересите на СДС како нивен портпаро. Трендафилов треба да одговори дали сам си ја зголеми платата на над 1000 евра и дали секој месец троши над 30.000 денари за службено возило на релација Велес кон Скопје. Дали лицемерноста на Трендафилов е иста како и на СДС. Портпаролот на СДС Трендафилов воопшто не знае како е да се биде работник во државата, ниту пак знае како е да се биде во нивна кожа. Него го интересираат само политичките игри, сервирани од бихачка. Заврши времето на како досега Трендафилов да се совземе, стои во соопштението ова утро испратено од владеачката ВМРО ДПМН. Нема организиран откуп на пчелни производи, а проблем прави енормниот увоз на ефтин мед од региони како Молдавија, Украина и Кина. Пчеларите бараат надлежните да спроведуваат почести контроли и да има построги казни.
Нелојална конкуренција на увезен мед, фалсификуван на пазарите, но и намалени количини на пчелно семејство се само дел од проблемите со кои се соочуваат пчеларите во Охридскиот регион. Тие бараат од надлежните позачестени контроли и поригорозни казни. Предизвиците со кои се соочуваме се, за жал, се поголеми и поголеми. Се соочуваме со нелојална конкуренција на увозен мед, фалсификуван мед по пазарите, каде апелираме до инспекциите да прават многу позачестени контроли. Воено, во моментов имаме болести кои се неодмирлив дел од пчеларењето, меѓутоа во најава се да два нови паразити со кои допрва ќе треба да научиме како да се справуваме. Фактот дека климатските промени си го зедоа својот дел, се соочуваме со намалени количини на по пчелно семејство. За жал, според пчеларите нема организиран откуп на пчелни производи, бидејќи се соочуваат со енормен увоз на ефтин мед од сиромашни региони, како што се Молдавија, Украина и Кина. Не сме конкурентни со цена за да можеме да извезуваме на странски пазари, а пласманот го правиме по пазарите, по локални маркети. Инаку во регионот во Охрид и Дебарца има околу 350 пчелари. Нина Ритоновска, Сител телевизија.